Време за најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден ќе погледнете во продолжение. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Премиерот Заев вели дека главен фокус на владата се економските перспективи. Едно од најголемите достигнувања на претходната влада и локалната власт е намалувањето на невработеноста во Кавадарци, истакна градоначалникот Панов. Поделени ставовите на граѓаните околу двосменското работење. Главен фокус на владата ќе бидат економските перспективи, рече при посетата на Велес премиерот Зоран Заев. Тој најави изедначување на странските и домашните инвеститори во државава. Кампови за бегалци нема да се градат, а на локалните избори ќе оделе со оние кандидати кои ќе воделе на спроведените анкети. Дијана Иванова има повеќе за ова. Премиерот Зоран Заев во посета на Велес. Целта била преку директни средби со велишани да слушнал што тие мислат за одредени прашања, но и да презентирал што владата сработила. Најави дека наскоро ќе има изедначување на домашните и странските компании. Домашните компании ќе добијат ист третман, во некои сегменти и подобар третман од странските компании, заради тоа што веруваме дека тие имаат потенцијал за отварање на многу постабилни работни места за граѓаните. Тоа ќе значи дека секој работодавач кој што ќе отвори работно место со плата поголема од минималната, со некаде дупла од минималната плата, некаде приближно до просечната плата, ќе има можност за директна државна помош од буџетот на Република Македонија. Заев повтори дека наскоро претениците ќе расправаат по предлог законот за зголемување на минималната плата, но и оној за стечајните работници. Вели дека целта било да се намалат трошоците за живот и што повеќе пари да се враќале кај граѓаните, потенцирајќи дека наскоро граѓаните си ги почувствуваат бенефитите од воведување на секојдневна ефтина тарифа на електричната енергија. По однос на објавените кандидати за градоначалници, премиерот Заев вели дека до кандидатот за градоначалник на Велес, Аце Коцевски, дошле преку направените анкети. Ние секој за себе мислиме дека сме најдобри, но ние се нудиме пред граѓаните. Преку анкетите граѓаните ќе ни кажат како тие мислат и кој тоа е најдобар за нив. Моја задача на органите и телата кои што одлучуваат, а верувам и желба на граѓаните, е да понудиме личности во кои што ќе ја гледат иднината на својата општина. Тоа е многу важно, заради тоа што ни кажуваат и преку анкетите граѓаните дека ова се избори на личности и избори на програми. Партиите се од терцијално значење, не од секундарно, дури од терцијално значење. По локалните избори премиерот Заев вели дека ќе се интензивирала соработката со локалните самоуправи. На СДСМ и Заев не име местото во Велес, затоа што од град на индустријата Велес го направија град на невработеноста и сиромаштијата, рече денеска на пресконференција Ѓорги Коџабашиев. ВМРО ДПМН смета дека СДСМ и Заев не се пожелни во Велес, затоа што ги распарчија најголемите фабрики во градот и оставија илјадници велешани на улица. Политиките на СДСМ треба да бидат политики на минатото, но она што деновиве го гледаме е потврда дека СДСМ никогаш не се менува. Политичарите кои претходно слугуваа на Бранко Црвенковски денеска трчкаат по неговиот најголем послушник, потенцира Коџабашиев. Велес е градот кој најмногу пропати од политиките на СДСМ, кои значеа затварање на фабрики, технолошки вишоци и бркање на луѓе на улица без работа, рече денеска на пресконференција Ѓорги Коџабашиев. За Велес и велешани, Коџабашиев вели дека СДСМ е синоним на поимите транзиција и криминална приватизација. Нема добро дојде во Велес за Заев и СДСМ, затоа што оставија рекордни 16.912 луѓе без работа. Нема место за СДСМ и Заев во Велес,
затоа што ја пропадна фабриката порцеланка и ги тепаа работниците само затоа што си ги бараа состојните плати. СДСМ и ЗАЕФ не се пожални во Велес затоа што ги уништија и ставија катанец на фабриките Цвилара, Брако, Графичар, Велеспром, Интернационал, Трансвелес, ХИВ, градежните предпријатија Бетон, Пелагонија и Младост. Коджабашиев подсети на поставувањето на роднини за суди и стечени управници за фабрики во Велес, кои преку стечени постапки направија да ги украдат луѓе блиски до СДСМ. Тој вели дека граѓаните ја препознаваат разликата помеѓу политиките кои што ги водеше ВМРО-ДПМН и политиките на СДСМ. Народот гледа како под закрила на Зоран Заев повторно воскреснуваат ликови кои ги гледавме во претходните 20 години додека СДСМ беше на власт. Истите луѓе кои ја донесаа транзицијата во Велес и шерифуваа во градот пред неколку децени повторно ги гледаме во друштво на Заев. Истите луѓе кои во минатото беа на високи позиции во нашиот град, заради својот комодитет не се спротивставуваа на грабежот во филешките фабрики. Коджабашиев вели дека лесно вочлива е разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ и преку бројки. Во времето на СДСМ бројот на невработени лица се искачил до 17.000, а во времето на ВМРО-ДПМН тој драстично се намалил или отворени се 4.500 нови работни места за велешани. Едно од најголемите достигнувања на претходната влада и локалната власт е намалувањето на невработеноста во Кавадарци, рече вчера вечер Александар Панов пред присутните во Домот на културата Иван Мазов Климе, каде ги презентираше и реализираните проекти во периодот од 2013-2017 година. Мартина Митков ги има деталите. Кога пред 8 години го превзеде кормилото на градот, зацрта визија за Кавадарци и постави неколку стратешки цели. Од Кавадарци да направи пристојно место за живење, да креира поволна социоекономска клима, подобро денес, но и подобро утре за нашите идни поколенија. Ова беше истакнато на вчерашниот отчет на градоначалникот Александар Панов, кој се одржа во големата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе. Кавадарци над сите беше и остана неговата идеја водилка. Панов пред присутните ги презентираше проектите сработени изминативе 4 години. Едно од најголемите достигнувања на претходната влада и локалната власт е намалувањето на невработеноста, истакна Панов. Постигнавме, можеби тука не бевме во 100% заслужили јас и советниците и администрацијата да Кавадарци биде на прво место по бројот или процентот на невработеност. Тука се секако Валандово и општина Илинден и уште неколку други општини со кои што цело време се разменуваме, меѓутоа се разменуваме на прво, второ или трето место во Република Македонија. Дрек Салмар, кој што многумина го критикува, кој што беше плод на менаџирање на владата на Република Македонија предводена од Никола Груевски, беше една позитивна приказна која што на Кавадарци му бризга уште еден ирад од грозје во џебовите на нашите сограѓани. Со делата во Кавадарци втемеливме перспективи за младите да основаат дом на старите огништа, да формираат семејства, да се гордеат со градот и да веруваат во својата, но и во неговата иднина, пишува во отчетот на Панов. Тој меѓу другото напомена дека Кавадарци е најмалку задолжена општина во Македонија, со редовно сервисирање на зацртаните обврски. Мојот ангажман во политиката беше предизвикан од Никола Груевски како најпозитивната личност во тој период. Меѓутоа личност која што даде нов квалитет на политиката во правец на еден позитивен однос, не критизерски однос и ми даде дополнителен мотив да се занимавам со политика затоа што ние денес имаме наша борба која што не се бори со пушка и со кама, туку се бори со идеи, со проекти и со нивна реализација. Тоа остана за цело време кај мене, меѓутоа нешто што е лично за мене предизвик, тоа е, како што спомнав пред некој ден, да внесам малку човештина во оваа расипана и скварена професија политичар во Република Македонија.
Панов се осврна на решениот проблем со водоснабдувањето, доградбата на кејот на реката Луда Мара, реконструкцијата на 3 моста, изградбата на концертната сала во музичкото училиште, новата градинка, инвестиции во училиштата, изградбата на НВО и бизнис центарот, уредувањето на просторот во новиот центар на градот, каде што наскоро треба да никне нов мини пазар и многу други комунални инфраструктурни проекти. Исто така од комуналната инфраструктура Панов ги напомена сите реконструирани и асфалтирани патишта до кавадаречките села и градот. Започна двосменското работење во институциите. Управата за јавни приходи, Царинската управа, Управата за водење на матични книги, Министерството за внатрешни работи, подрачните одсеци во секторот за управно-надзорни работи, Оделот за граѓански работи, Министерството за одбрана, Оделенијата за одбрана на регион во градовите и општините во состав се институциите почнаа први да работат во 2 смени. За ваквите измени К1 телевизија ги анкетираше Велешани. Еве каков е нивниот став по ова прашање. Стартуваше двосменското работење во повеќе институции во земјава. Работата во 2 смени ќе се применува во службите на органите на државната управа што имаат непосреден контакт со странки при издавање на лични документи, дозволи и слична документација, информираат од Министерството за информатичко општество и администрација. Оттаму посочуваат Царинската управа, Управата за водење на матични книги, МВР подрачните одсеци во секторот за управно-надзорни работи, Оделот за граѓански работи, Министерството за одбрана, Одделенијата за одбрана на регион со градовите и општините во состав со институциите. Први ќе почнат да работат во 2 смени. Работното време во овие институции ќе биде од 7 до 14 часот и 30 минути и од 14 до 21 часот и 30 минути, а ќе се работи првата сабота од месецот, но само во една смена, од 8 до 16 часот. Втора смена се воведува и во градинките, кои ќе згрижуваат деца до 21 часот и 30 минути. Работна ќе биде и секоја прва сабота од 8 до 16 часот. Анкетираните велешани се со поделени ставови во однос на прашањето за двосменско работење. За едни мерката е навистина потребна, додека други пак сметаат вакво нешто не е потребно. Одлично решение. Зошто? Затоа што им се овозможува на граѓаните да ги користат услугите тогаш кога после нивното работно време. Би одговарало, нели? Имала одат и прва и втора смена. За оние што одат прва смена, ќе се завршат работа во втора смена. Не би требало. По-моја, така. Зашто не може да издржи сега и друго досменско невчиње? Да ви кажам, не би требало. Што се однесува до флексибилното време кое се воведе. Работниот ден ќе трае 8 часа, со што почетокот на работното време ќе биде меѓу 7 часот и 30 минути и 8 часот и 30 минути, а завршувањето меѓу 15 и 30 и 16 и 30 часот. Ова работно време ќе важи и за министерствата. Во полнек подготовките за стартот на новата учебна година. Книжарниците и овој викенд работат со полна пареа. Последниот продолжен викенд пред стартот на учебната година, учениците го користат за последните подготовки. Последен викенд пред стартот на новата учебна година, подготовките во полнек. Книжарниците полни возбудата голема. Од моливче, гума и тетрадка па се до ранец се дел од училишниот прибор кој секој ученик треба да го има. Сепак највозбудливо е купувањето за првачињата кои се родуваат на секој детел и со натрпение очекуваат да седнат за прв пат во училишните клупи. Во оваа 2017-2018 година со самото започнување на учебната година доаѓаат мајки со дечиња и си избираат материјал кој што им е потребен за учебната година. Најпрво од ранците, прво почетно, потоа ташнички со моливчиња, пенкалца вонатре, комплетно боички, фломастери, водени бои, темперни, се што им е потребно и што ќе им кажат нивните наставнички за учење.
Освен радоста за учениците, со почетокот на учебната година се јавува изголемениот финансиски трошок на родителите. Месец септември со себе носи голем финансиски товар за семејството, но големо олеснување за домашниот буџет се бесплатните учебници кои владата за основците и средношколците ги воведе пред 8 години, со што трошоците на родителите значително се намалија. ВМРО-ДПМН во соопштение наведува дека за изминатите 3 месеци СДСМ од девизните резерви и од распишаните аукции на државни хартии потроши над 320 милиони евра. И од истотие пари можеше да изгради нови 1000 полициски станици, како она во Јагуновце. Новата полициска станица, која во време на ВМРО-ДПМН ја добија на користење полициските службеници и граѓаните на Јагуновце, чинеше околу 300.000 евра. Откако дојде на власт СДС, не исполни ниту едно ветување, не спроведе ни еден проект, а парите на граѓаните исчезна. Граѓаните имаат право да знаат каде се трошат парите, кои секојдневно се одлеваат од државната каса, стои во соопштението од ВМРО-ДПМН. Продолжуваме со вести од Македонија. Државниот завод за статистика објави дека во вториот квартал годинава евидентирани се над 7500 слободни работни места. Вкупната стапка на слободни работни места во второто тромесечје од оваа година изнесува 1,53%. Секторот објекти за сместување и сервисни дејства со храна во анализираниот период има највисока стапка на слободни работни места и тоа 4,5%, додека најмала е во јавната управа и одбрана, задолжително социјално осигурување, каде што изнесува 0,04%. Деловните субјекти кои што имаат од 10 до 49 вработени се со највисока стапка на слободни работни места од 2,14%. По плански региони, најмногу слободни работни места има во југозападниот регион. Државниот завод за статистика пресметал дека тука таа изнесува 3,05%. Најголем број слободни работни места, односно 2807, има во петата група занимања, работници во услужни дејности и продажба. Законот за минимална плата за стечајните работници и за укинување на радиодифузната такса поднесени во Собранието на Република Македонија. Доколку биде изгласан законот за минимална плата, во иднина е планирано таа да изнесува 12.000 денари. Со предлог законот за стечајните лица планирани се да се обезбедат материјални средства за над 3500 лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, а сите тие лица кои ќе ги исполнуваат критериумите ќе добиваат месечен радоместок од 7596 денари. Со измените во законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги пак ќе се укине радиодифузната такса. Според соопштението кое беше испратено од членовите на парламентарното мнозинство, овие закони ќе придонесат за намалување на социјалните разлики меѓу граѓаните во државата. Американскиот претседател Доналд Трамп испрати барање до Конгресот за првична помош во износ од 7,9 милиарди долари за обновување на штетите од ураганот Харви, кој претходната недела го погоди Тексас. Овој пакет е само прва рата од помошта во која се вклучени стамбена помош, чистење и финансирање за обнова на куќите. Белата куќа досега регистрирала повеќе од 436.000 барања за обновување на домовите. Вести од светот. Само неколку денови од како Северна Кореја истрела балистичка ракета и се закани со лансирање на нови ракети, властите во Јужна Кореја и Соединетите американски држави постигнаа договор за зајакнување на одбранбените капацитети на Сеул. Лидерите на двете земји укажаа на потребата за зајакнување на одбранбените капацитети на Република Кореја поради спротивставување на провокациите и заканите од Северна Кореја и постигнаа рамковен договор за ревизија на ракетните одбранбени насоки во обем како што очекуваше јужнокорејската страна, пишува во соопштението од канцеларијата на јужнокорејскиот претседател Муен Џаен-ин. Северна Кореја во вторникот лансираше балистичка ракета која прилета над Северна Јапонија и падна во Тихиот океан, што предизвика загриженост во светот поради ескалацијата на кризата на Корејскиот полуостров.
4 лица загина, а 1 лице се води за исчезнато. Голем е бројот на куќите кои се поплавени. Ова е првичниот биланс од тропската бура Лидија, која го погоди мексиканското летувалиште Лос Кабос. Надлежните сметаат дека бројот на жртви би можел да се зголеми. Спасувачките екипи се на терен, се преборуваат уништените куќи. Тамошните медиуми, повикувајќи се на изјава на државниот секретар за туризам Луис Дженеро Руис, пренесуваат дека околу 20.000 туристи останале блокирани, бидејќи авиокомпаниите ги откажале летовите во оваа област. Предпоставките се дека околу 1400 жители ги напуштиле своите домови пред бурата. Американскиот национален центар за урагани соопшти дека Лидија вчера наутро го зафатила копнениот дел, а подоцна во текот на денот се намалила незината јачина. Денеска имаме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, проследено со умерен југозападен и западен ветер, кој во западните делови засилува. Утринската температура се движеше од 9 до 16 степени, а дневната од 29 до 35 степени. УВ вредноста изнесува 7. Утре нашето подрачје ќе биде под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, што ќе услови променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и повремено засилен југозападен ветер. Пообилни врнежи се очекуваат во попладневните часови и во источните делови од земјата. Локално процесите ќе бидат поинтензивни. Од понеделник времето ќе биде променливо и посвежо, а кон средината на неделата со локални врнежи од дожд. Метеоинформациите се последни во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!